Конфликтот на Блискиот Исток ги вивна цените на горивата во Македонија. Регулаторна одлучи. Дизелот од полноќ поскапува за 14,5 денари. Бензините пак за 5. На бензинските пумпи експресно се формираат долги колони возила за да наполнат горива по старите цени. Игор Манасиевски е пред една од бензинските пумпи во Скопје. Игор, да чуеме прво во кој дел на Скопје се наоѓате и нешто повеќе за информацијата дека владата на утрешната седница ќе одлучува дали и какви мерки ќе преземе во однос на ова. Па што се очекува да произлезе како одговор, се знае ли? Така, Борче, ние во моментот се наоѓаме во Влае, но направивме една мала обиколка низ неколку бензински во Скопје да видиме каква е состојбата за да се вклучиме во вклучување да направиме еден пресек на состојбите. Може да каже дека во текот на целиот ден граѓаните откако се чу веста дека регулаторна одлучи да ги изголеми цените на горивата, дека почна граѓаните да формираат одредени колони, да си ги надополнат резерварите, да возат по стара цена што се вели. Големи, огромни колони не забележавме некои да се страшни. Во овој период малку се подзголемуваат колониите како завршуваат со работниот ден граѓаните, па на поминување на кај дома да си ги надополнат резерварите. По бензинските не приметивме дека има некакви ограничувања колку литра да ставите. Претежно сите ги дополнуваат резерварите, но нема некакви ограничувања. Кај дел од бензинските забележавме дека им снемало дизел, така имаше известување на една од бензинските дека снемало дизел, но тоа бензин очекуваат да дополнат некаква залиха. Она што регулаторна го соопшти тоа дека од ноќеска цената на дизелот ќе се зголеми за 14,5 денари и ќе изнесува во следната недела практично од полноќ па натаму 85,5 денари за литар, додека обичните горива се зголемуваат за 5 денари и изнесуваат 79,5 денари за Евро Супер 95 и 81,5 денари за Евро Супер 98. Она што е најавено и што е известно е дека веќе на утрешната владина седница ќе се носи некаква одлука за тоа какви мерки ќе преземе владата, бидејќи веќе најавени дека ако има ваков скок на цените на горивата дека ќе има мерки. Она што е како процедура, Министерството за енергетика ќе направи анализа, Министерството за финансии потоа треба да ги каже кои мерки ќе се донесат, односно од кој дел државата, од оној дел што го зафаќа државата од секој литар гориво, за колку ќе се откажи, за колку практично ќе се намалат цените. Она што сега се знае според сегашниот закон, чисто да имат граѓаните како представа, е тоа дека во цената на дизелот акцизата само е 15,5 денари за литар, од литар има акциза, додека кај бензините државата зема по 22 денари. Така да простор само еве во акцизата има да се државата да намали по дел од тие зафаќања, иако и во законот стои и една ставка која што озможува ставка од 3 денари, која што во ваков случај на скок на цените, таа ставка може и до 0 денари да дојде. Граѓаните кои што ги затекнавме по бензинските очигледно се вознемирени од растот на цените, брзат да си ги надополнат резерварите, барем привремено се надеваат дека нема да трае долго оваа криза, но сепак за секој случај велат дека треба да си наполнат гориво. Ги прашавме што мислат за цените, па да ги погледнеме нивните изјави. Ке не демотивира да возиме коли или со нови цени? Сигурно не е од помош, ама мислам дека луѓето и така ќе продолжат. Мора за кола, не сам како тук. Да. Нешто јавен превоз, точаци? Да, точаци може би, да. Може би. Ова го каже предвидов пред недела дена, ја не знам кој свет живеат наши политичари. Не ми е јасно. Допрва доаѓа лошото. А инаку точак и тротинетки си возиме од утре, немаше од друго. Дупло не е провисока. Како не е провисока? Што ќе се прави со овие цени? Ништо. Како што се биле сиромаси, па ќе бидеме сиромаси. Тоа е. Ќе возам пак, што се мора. Ќе се вози. Ако нема да возиме. Ако има ќе возиме дека можеме да возиме и толку. Ако стигнам да наполнам, ќе наполнам. Ако не, ќе бидам принуден да ја оставам.
Инаку да спомнеме дека регулаторна комисија објави дека го враќа стариот модел на пресметка на цените, тоа е еднаш неделно. Секој понеделник ќе се објавува новата цена. Наместо досегашниот модел кој што овозможуваше практично и секој ден кога има вакви промени, драстични промени на светските берзи, да може и секој ден да се менува цената, со новиот модел секој понеделник ќе се објавува новата цена што ќе биде за таа недела. Некаде во регионот има и на 2 недели, но ние ќе одиме на цени кои што ќе се формираат секој понеделник и според регулаторна тоа е за да се заштитат граѓаните да имаат ценовна предвидливост. Државната пазарна инспекција денови е постојано на терен, ги следи бензинските, ги контролира како се однесуваат со точењето на горивата, дали тактизираат со цените и оттаму вела дека 20 на тима се постојано на терен и веќе извршиле 270 контроли кај 25-6 бензински каде што затекнале да не се точи гориво во моментот, виделе дека на пат им е да се направи дотур и се понадополнувањето на залихите, тоа веќе е продолжено со точењето, а голем дел од бензинските, особено во пограничните региони, го искористиле законското право кој им дозволува кога има вакви зголемени побарувачки, а сега побарувачката е зголемена 4-кратно, да може да се ограничи продажбата на по 50 литри, за да може да има на некој начин за сите. Така, Игор, во контекст на ова што го зборуваш околу растот на цената на горивата, статистика пак денеска го објави и индексот на трошоците за живот, кој во февруари се повисоки за речиси 3%. Што велат експертите? Може ли кризата на Блискиот Исток и дополнително на некој начин да ја подгрее инфлацијата? Какви се генерално изгледите? Експертите кои што ги консултиравме сепак велат дека е се уште рано да се кажат било какви анализи долгорочни, потребно е време, потребно е да се знаат сите информации, да се види колку би траела кризата, да се видат кои мерки на светско ниво ќе се преземат, има најави ОПЕК дека ќе го зголеми производството на нафта, сето тоа треба да се почека, а Македонија како увозно зависна од деривати сепак е зависна и од врските со соседите, односно врските со Европа. Да ја погледнеме изјавата на експертите. Во моментот најголемиот, најдиректен ефект би дошол преку порастот на цената на енергенсите, која што многу брзо како увозно зависна економија многу брзо се прелева во економијата. Главно тоа ќе се почувствува преку цената на транспортните услуги. Понатамошниот шок колкав ќе биде врз вкупната инфлација зависи од тоа колку долго ќе потрае овој конфликт. Доколку конфликтот потрае подолго и цените на енергенсите не се стабилизираат, не се вратат назад, во тој случај може да зборуваме за пренесување на ефектите врз пошироката палета на цени и на таков начин да имаме влијание врз инфлацијата. Меѓутоа, во овој момент се уште е многу рано да се проценат колкави ќе бидат овие ефекти, затоа што прво не знаеме колку долго овој конфликт ќе потрае. Вториот аспект што е непознат е какви мерки ќе бидат преземени, се со цел да се обезбеди транспортот на нафта преку тој Ормуски теснец. И третиот аспект е како ќе реагираат останатите понудувачи на ваков тип на енергенси и особено ОПЕК кои што најавија дека ќе имаат зголемена понуда на производство на нафта. Така, Игор Манасиевски беше тоа во живо за ситуацијата во земјава по растот на цената на горивата и генерално за состојбата на македонската економија во услови на криза на Блискиот Исток. Ти благодарам.